Тема на денот, како што најавив, разговарам со председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Добро вечер, ви благодарам што сте во дневникот. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Судија, на 4 јуни лани бевте избран за председател на Уставен суд, на 4 јуни оваа година добивте барање за интерпелација од пратеничката група на Европскиот фронт. Пратениците на ДУИ обвинија дека не сте непристрасен, дека зборувате со навредлив тон кон немнозинските заедници во државата, дека имате изграден однапред став по однос на законот за јазиците. Како одговарате на овие квалификации? Јас повеќе пати до сега имам одговорено на квалификациите што континуирано ги добивам од одредени политички структури, дека не сакам да ги коментирам, Јас овој потек на политиката го разбирам само како комплимент за мојата работа и за постапките на Уставниот суд. Штом политиката или некои државни органи се нервозни од постапувањето на Уставниот суд, тоа е најдобриот показател дека Уставниот суд е на правиот пат. Не сакам да ги коментирам од причина затоа што изминатиот период слушнавме многу лаги и манипулации поврзани со постапките на Уставниот суд. И тоа лаги, манипулации на тема која е апсолутно неподобна за политичка експлоатација. Тоа се меѓуетничките односи. Неколку пати имам кажано дека меѓуетничките односи, по моја лична оценка, не се проблем во нашето општество. Проблемот е манипулацијата од одредени политички структури со меѓуетничките односи за политички цели. Ние како држава повеќе пати имам нагласено, имаме многу посериозен проблем и предизвик. Тоа е владењето на правото, правната држава. Било кој граѓанин да прашате, ќе ви каже дека најголемиот проблем е владењето на правото и правната држава. И затоа јас оваа интерпелација, оваа постапка ја разбирам само како комплимент. Постапката ќе се случи очигледно во собранието, го видовме ставот на собранискиот спикер кој смета дека секоја иницијатива за одговорност на носители на јавни функции треба да се стави пред пратениците. Како ќе се однесувате во таа постапка, ќе учествувате, ќе се појавите пред пратениците, ќе давате некаков отчет, одговор? Јас добив известување за покренатата иницијатива за интерпелација од спикерот на парламентот. Видете, Уставниот суд го има абсолвирано ова прашање. Негде на почетокот на март од истите тие политички структури беше најавена интерпелација за сите уставни суди. Ние го разгледавме прашањето на работен состанок и излеговме со официјален став. Значи, негде по медиумите прочитав дека спикерот на парламентот имал дилема дали да ја стави или да не постапи по предлогот за... Сакам да разјаснам за граѓаните. Кога Уставниот суд изградил став, Уставниот суд е највисокиот авторитет што го толкува Уставот. Не спорам дека секој државен орган го применува и може да го толкува Уставот. Меѓутоа, кога веќе имате авторитетно толкување дека тој механизам, тој инструмент, политички инструмент за политичка контрола, што го има парламентот, е апсолутно неподобен за уставните суди, значи тогаш не треба да има дилема. Значи, замислете, Уставниот суд е органот на Републиката што го контролира собранието, неговите постапки, неговите закони. И замислете ако се доведе во прашање можноста да се прават интерпелации, што може да се толкува на различни начини, влијание, притисок кон Уставниот суд, тогаш ние не можеме да збориме за почитување на состојбата на уставност. Бидејќи кога веќе се повикувате на една уставна норма, не можете да примените и да ја толкувате механички, текстуално, пишува дека за сите јавни функционери. Не, целовитоста на уставот е битна. Кога веќе се повикувате и применувате, а при тоа имате официјален став од Уставниот суд, тогаш треба да се почитува. Од тие причини јас нити планирам и доколку бидам поканет, воопшто нема да се појавам, бидејќи мојот став е јасен. Тој механизам, таа алатка што му стои на располагање на собранието е апсолутно неподобна за Уставниот суд, за уставните суди. Уште помалку за председателот на Уставниот суд. Ако ја ставиме настрана логиката за која што зборувате, не може еден орган кој треба да го контролира законодавецот и неговите одлуки, да биде предмет на интерпелација со 61 глас од истиот тој орган кој ги носел тие одлуки, но сепак тие се повикуваат на тој член 72 кој вели интерпелација може да се постави за работата на секој носител на јавна функција. Јасно е дека во оваа ситуација, иако спикерот одлучи дека ќе поведе таа постапка,
нема да има соодветно мнозинство, бидејќи и ВМРО, ДПМН и СДСМ дадоа став дека нема да поддржат интерпелација за вас, за првиот човек на Уставниот суд, но се отворили можноста дека утре буквално секој еден од судиите во Уставниот суд, за некои од нив сме слушале критики од дел од политичките партии, од ВМРО, ДПМН и од СДСМ, ќе бидат предмет на разрешување и ќе ги штитите ли тогаш и вашите колеги со кои можеби и не се согласувате кога носите одлуки? Апсолутно. Значи, кога Уставниот суд изградил став едногласно, значи тука да нема никој дилема. Јас често кажувам дека никој нема повеќе права од тие што му ги дава Уставот. Тоа важи и за собранието. Значи, точно кажавте, не може тој што е под контрола на Уставниот суд да ги контролира уставните судии. Да бара политичка одговорност, да бара објаснување. Не. Бидејќи тогаш не можеме да збориме за поредок, за уставен поредок. Единствено што можам да направам е да апелирам, како што повеќе пати до сега имам направено, до сите политички чинители. Не декларативно, не лажно, не манипулативно, него на вистина да се посветат на владењето на правото. Правилно да ги разбираат пораките што ги добиваме од нашите стратешки партнери, дали Европската унија или Соединетите Американски држави, кои континуирано повторуваат неприфатливо е било какво влијание, притисоци и мешање во судската власт. Буквално. А уште помалку во уставно-судската власт, бидејќи ние не сме дел од редовното судство, ние сме една четврта, така наречена четврта власт, која не подлежи на начелото на поделба на власт. Во суштината на целата оваа постапка е законот за јазиците. Вие требаше на 19 јуни да имате подготвителна седница. Сето тоа се скомплицира дополнително кога Правниот суд практично го поништи изборот на една од уставните судики, со што вие сега имате 8 наместо 9 члена. Видов дека се произнесовте и рековте дека само во полн состав ќе одлучувате за едно вакво значајно суштинско законско решение. Зошто мора да бидете во полн состав од 9 члена и дали не размислувате во насока на тоа дека може и многу долго да останете во неполн, некомплетиран состав? Имаше во минатото искуства да бидат 5 члена во Уставниот суд со години. Јас сум 7,5 години уставен судија. Од тие 7,5 години, 2,5 години работевме на работна кворум со 5 судии. Па после полека се комплетиравме. Значи, тој заклучок е правилно донесен, бидејќи тогаш бевме, од една страна јавноста не критикува зашто не постапуваме по одредени предмети. Точно е дека постојат предмети што имаат сензитивност. Да. Точно е. И точно е дека нивната сензитивност не истекува со протекот на времето. Тие биле сензитивни пред 5 години, денеска се сензитивни, гледате што све се случува околу моите постапки за законот за јазиците, тој ќе биде сензитивен и 2030 и 2050. Наша должност е, за да ја вратиме довербата на граѓаните, да постапуваме. И никој не треба да се плаши од постапките на Уставниот суд. Тоа е нешто што јас навистина не можам да го разберам, особено од некои политички чинители. Тие треба да гледаат пријател во Уставниот суд, затоа што ние со нашите одлуки, со нашите правни стојалишта по било кој предмет, можеме само да му помогнеме на законодавецот да донесе подобри закони, да ги коригира постојните закони, за граѓаните поефективно да можат да си ги остваруваат своите прави. Тие небулози, лаги и манипулации дека ќе сме укинувале право се апсолутна невистина. Уставниот суд не дава, не укинува права. Го чува Уставот таков каков што е. Граѓаните да си бидат спокојни, ни едно право што нашиот Устав го гарантира на било кој не е загрозено. Истото се однесува и за овој предмет, законот за јазиците. Сензитивноста на тој предмет налага стварно да се одлучува во полн состав. Значи, судот да биде комплетиран. Не е се едно одлука која се носи во состав од 5, 6, 7, па дури и 8 судии. Но, еве жалам, трагедијата во Кочани ја одложи, таа подготвителна седница беше закажана за 16 март, за 19 март. Сега, одлуката на Управниот суд оправдано, повторно не принуди да ја одложиме таа, бидејќи стануваше збор за судија известител, што беше засегнат од таа одлука. Од друга страна, јас веќе најавив дека не сакам постапките на Уставниот суд да се користат како оружје за
предизборна борба од било кој. Некој да го смета во нивна корис, некој да го смета на нивна штета. Одлуката за законот за јазиците ќе биде донесена. Подготвителната ќе се одржи кога ќе се создадат услови. Искрено се надевам дека овој состав на парламентот нема да го држи Уставниот суд повторно некомплетиран. Меѓутоа, одлука за тој предмет ќе биде донесена. Кога велите дека ќе останете на тоа стојалиште дека во полн состав треба да се одлучува, дали тоа значи да бидат избрани сите членови или да учествуваат на самата седница, затоа што ние видовме со балансерот дека дел од судиите од албанска и турска етничка припадност одбија да учествуваат на таа седница. Дали на ваков начин, а при тоа вие стоејќи на одлуката дека нема без да бидете сите комплетирани да носите одлука, дали на овој начин може да се блокира одлучувањето на Уставниот суд за законот за јазици? Реално не може да се блокира, значи честно е, одговорно е од Уставниот суд така наречените посензитивни предмети да ги решава во полн состав, што значи составот да биде комплетиран судот, да има 9 суди. Тоа дали некој ќе дојде на седница или не, тоа не представува пречка. И вие видовте и за балансерот, и за законот за јазиците, судот постапуваше. Значи, не може да се блокира и нема да дозволам да биде блокиран работата на судот. Нема да дозволам како председател, ако е неопходно ќе се донесе и нов заклучок. Но искрено се надевам дека до тоа нема да дојде, затоа што ќе повторам, не треба никој да стравува, најмалце граѓаните. Политичките фактори, повторно не сакам да ги коментирам, многу манипулираат со граѓаните. Изнесуваат сериозни лаги, сериозни квалификации за мене, за Уставниот суд, да си бидат спокојни. Уставниот суд може само да му помогне на секој државен орган, особено на законодавецот, да донесе подобар закон. Да, видовме и тогаш и со одлучувањето за балансерот дека имаше и бројни реакции, дури се соочувте со протести пред зградата на Уставниот суд, со бојкотот дел од судиите и така натаму, но едно нешто што мислам дека до ден денес не е целосно затворено, е иницијативата која се појави во тој период, Уставниот суд, како што тоа е пример во Собранието, така и Уставниот суд да одлучува со бадентерово мнозинство. Зошто велам дека не е затворено? Затоа што видовме дека оваа иницијатива доби поддршка и од претениците на ДУИ и од претениците на владачката коалиција Вреди. Колку сметате дека тоа е следниот предизвик со кој ќе треба да се соочите вие како уставни судии, но и законодавецот оној кој што ќе пресече дали таква измена треба да биде направена и како во иднина ќе функционира судот? Дел од квалификациите што ги добивавме од одредени политички структури беше дека било моноетничко гласањето, дека било политичко гласањето и во тој контекст ги слушнав предлозите за употреба на механизмот бадентер во Уставниот суд. Значи, најодговорно пред целата македонска јавност кажува, доколку се деси такво нешто, да се воведе бадентер во Уставниот суд, граѓаните слободно можат да заборават на правната држава и на владењето на правото. Тогаш се губи смислата на постоењето на таков орган каков што е Уставниот суд, што е контролор на сите три власти. Бадентерот е механизам корисен, нужен, но за политички органи како што е Собранието. И сега замислете, ние сме контролор на Собранието. Ние ги контролираме неговите одлуки, неговите постапки. Таму каде што има бадентер. Доколку се воведе бадентер во Уставниот суд, тогаш и контролорот ќе биде блокиран во работата. Значи, најодговорно тврдам, доколку такво нешто се деси, слободно можеме да заборавиме на правна држава и на владење на правото и се губи смислата на постоењето на Уставниот суд. Подобро е да го укинат Уставниот суд, отколку да воведат таков механизам што ќе представува блокада. Тогаш не се исполнува суштината на нашата работа, да го штитиме уставот, уставност. Тогаш други критериуми ќе бидат важни за одлучувањето. Не правните аргументи. Добро, ама и сега го гледаме тоа, господине Костадиновски, сега гледаме дека некогаш има други аргументи. Мислам, кога некој ќе даде изјава дека работи за одредена национална кауза во Уставниот суд, простата, но не гледам како тоа е судиска работа или како тоа не се коси со суштината зашто имаме Уставен суд. Точно е, јавноста можеше и да види и да слушне, но
И колегите ги предупредувам и на јавноста и кажувам. Ние, уставните суди, во моментот кога ќе облечеме тогата, треба да заборавиме што сме по националност, што сме по пол, што сме по верување, што сме по религија. Ние имаме една задача, да го чуваме уставот. Ништо повеќе, ништо помалку. Ако почнеме така, пред да бидам уставен судија, да бидам од одредена етничка припадност, одредена религиозна припадност, социјална, политичка, било каква припадност, тогаш повторно се губи смислата на уставното судство. И затоа е многу важно уставните суди да бидат свесни за товарот и одговорноста што го носат. И тоа зависи индивидуално од секој судија. Се случија речиси паралелно двете работи. Од една страна интерпелацијата и тврдењето на Уставниот суд дека самиот устав не предвидува можност за интерпелација во тој член 111 и истовремено речиси со одлуката на Управниот суд за поништување на изборот на една од судиките. Ја следев неодамна во едно незино интервју, таа вели во тој член 111 нема ни таков основ да би биде поништен изборот од страна на Управен суд, односно не може Управниот суд да одлучува за тоа кој ќе биде уставен судија, кој не. Во незините настапи таа алудираше и на самата сензитивност на таквата одлука, тајмингот, меѓутоа и на вашето постапување како претседател на Уставниот суд во целата таа ситуација. Таа вели сте одјавиле како да е сезонски работник. Имавте ли вие како претседател на Уставниот суд друга можност во таа дадена ситуација каде што Управен суд поништува одлука за избор на еден од судиите? Значи вака, да појасниме на јавноста. Дента кога јас го примив известувањето од спикерот на парламентот кој ми ја достави пресудата на Управниот суд, свикав работен состанок. На тој работен состанок ние изградивме став. Судиите изградивме став. И тој став е преточен во официјално соопштение. Кажавме дека нема да ја коментираме одлуката на Управниот суд, пресудата. Кажавме дека е преседан, што е неспорен факт. И ги кажавме двете први последици од таа одлука. Значи, правниот основ за заснување работен однос во Уставниот суд представува еден формулар М1 и правен основ. А правен основ за заснување на работен однос е одлука за избор. Во моментот кога таа одлука е поништена, тогаш се губи правниот основ за постоење на тој работен однос. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е, јас имам пресуда, правосилна пресуда против која нема право на правен лек. Не може да биде обжалена, не може да биде побиена. Добро, судиката Дуковска најавува постапки и понатаму, па дури и кривично одговорност ке бари. Во ред, значи мене ми е навистина жал, бидејќи и судиката Дуковска нема никаква вина во целава оваа работа. Значи таа не е виновна за тоа што се случила. Но јас имам пресуда. Непочитувањето на судска пресуда е кривично дело. Јас бев должен да ја почитувам пресудата на Управниот суд. Околу самата можност Управниот суд да поништува вакви одлуки на собранието или на други државни органи. Значи, мој личен став е дека ние мораме да имаме некоја судски механизам на конкретните поединечни акти што ги носат државните органи. Мора да постои и немам никаква дилема околу. Дилемата за постапката на Управниот суд се јавува околу тајмингот. Да. Тајмингот, значи одлуката е донесена после 2 години и тоа создава сомнежи. И оправдано создава сомнежи. Многу луѓе може да ја толкуваат на еден, на друг, на трет начин. Дали е влијание, дали е поради закон за јазици. Секој ќе најде некое објаснување. Но еве, овој преседан што се случи, нека биде еден повик до собранието, да интервенира во законот и да одреди многу пократки рокови за постапување. Значи, лично сметам дека да, мора да постои судска контрола на поединечните акти што ги носи и собранието, и председателот на државата, и владата, бидејќи тие не можат да останат без контрола. Да не можат да се побијат. Тогаш влегуваме во сосема друг тип на државно уредување. Но тајмингот мора да се доуреди таа област. Кратки рокови, пракса има. Управниот суд ја има таа пракса со
изборниот процес. Кратки рокови, 7 дена, 15 дена, месец дена. Да, но не 2,5 години за да не се настануваат донесе штетни последици, бидејќи тие штетни последици предизвикуваат дилеми во општеството. Така да ова може да биде и еден повик до собранието да ја доуреди оваа област. Во изминатиот период го актуализирате прашањето или потребата околу донесување на закон за Уставен суд. Може би не знае целата јавност дека таков факт не постои акт законски кој што го регулира. Вие имате некој интерен деловник или акт на Уставниот суд, но нема закон. Зошто е тоа важно? Исклучително е важно, според мене, бидејќи ние сме една sui generis, многу специфичен случај, многу специфичен на европско тло. Ние сме една од ретките земји што нема закон за Уставен суд. Дали е намерно нашиот уставотворец намерно ја препуштил можноста Уставниот суд да биде само регулатор? Дали намерно, сакајќи да го заштити од можни политички влијанија, односно регулација и дорегулација од собранието? Дали е направен пропуст? Дали е оставено времето да даде одговори? Постојат повеќе варијанти. Јас сум голем застапник за закон за Уставниот суд. Во овој случај ние сме само регулатори. Ние имаме акт на судот, нас Уставот ни дозволува начинот на работа и постапката да уредуваме со акт на судот. Меѓутоа, ние во тој акт уредуваме уставна материја, законска материја, правниот ефект, правните последици на нашите одлуки, што е на некој вид правно нелогично. Законот за Уставен суд не е битен само за ова. Значи, таму треба да се регулира, да се гарантира независноста на Уставниот суд, автономијата. И кога викам закон, викам првин да се интервенира во Уставот, да се даде уставен основ за двотретински закон, зашто не било кој закон, видете, они посегнуваат по интерпелација, замислете да имаат со просто мнозинство, да може да ја уредуваат и да уредуваат надлежноста, статусот, независноста на Уставниот суд. Незадоволни ќе биде собранието од некои наши постапки, годишно по 20 измени ќе ни прават. Двотретински. Од друга страна гледаме дека тешко оди отворање на Уставот. И не само за тоа. Транспарентноста е многу важна. Значи, транспарентноста во начинот на изборот на судиите. Значи, треба да... Терминот истакнат правник не е невозможно да се објективизира, да се стават критериуми. Така ќе знаеме кој се може да биде уставен судија. Начинот на избор, да може да отидат на еден хиеринг во парламентот, за јавноста да види кои се уставните суди. Не знам дали знаете, еден од моите приоритети, уште веднаш по мојот избор за председател беше идејата седниците на Уставниот суд да се снимаат во живо. Да, јас... Имаше такви моменти во историјата на Уставниот суд. Јас како млад новинар, цели седници сме ги снимале видео и сме имитувале делови кои што биле важни, но сега како да се затворија вратите или само кусо се снимаат инсерти, а потоа треба новинарот да прераскажува што слушнал и што видел. Зошто тоа не го промените, ајде, како еден чекор? Значи, мене тоа ми е еден од врвните приоритети. Покрај законот за Уставен суд, транспарентноста, отчетноста, мислам дека во една година од мојот мандат успеав драматично да го отворам Уставниот суд. Јас држам пресконференции веднаш, јас лично, суди известители држат пресконференции веднаш по седниците, ги објаснуваат нашите одлуки, ги објаснуваат нашите постапки. Ние докажавме дека сме суд што не се плаши од политички влијанија, од политички притисоци. Ние докажавме дека сме суд што не прави компромиси со политиката. Сакам да ги променам нештата, како дел од една уставна култура. А транспарентноста во смисла седниците на Уставниот суд да се пренесуваат во живо, додека сум во капацитет на председател ќе се борам. На добар пат сум, еве подготвителната добив 5 гласови, затоа требам да добијам согласност од најмалце 5 судии, кај нас одлуките се носат со 5 гласа. Првиот чекор изоден, подготвителната седница за законот за јазиците ќе биде пренесувана во живо. Зашто? Нашите граѓани имаат право да знаат кои се нивните уставни судии. Така. Дарко Костадиновски, во тема на денот ви благодарам за учеството во ова интервју. Ви благодарам за поканата.